Јавна соба е повторно активна. Експлицитни фотографии од девојчиња и жени, броеви и лични информации се објавуваат во групата каде моментално има повеќе од 6000 членови. Проблемот со оваа група на апликацијата Telegram се актуализира една година откако беше објавено за истата. Она што е поголем проблем е што полицијата тврди дека е со врзани раце кога станува збор за овој случај. Од МВР велат дека Telegram нема никаква соработка со државните институции. Го повикуваме секој граѓанин што е жртва на ваква злоупотреба да пријави во најблиската полициска станица. А МВР во координација со обвинителство презема соодветни мерки. Таа платформа досега демонстрира целосна затвореност за соработка со владите на државите од која било земја. Се разбира, ги користиме сите други активности кои ни се на располагање за расчистување на овој случај. Се објавуваат секаков тип на фотографии и видеа, дел приватни, дел пак јавно достапни на социјалните мрежи. Една од жртвите на јавна соба на својот Инстаграм профил проговори за својот проблем. Била објавена нејзина фотографија со навредлива содржина. Случајот го пријавила во полиција, но останала без очекуваната помош и поддршка. Отидов во одделот за сајбер криминал да пријавам во Скопје. Им ја покажав сликата, ги покажав пораките, повиците, мислам кажав дека нели све тоа имам, дека ги имам со име и презиме луѓето кои што мене ми звоне и кои што мене ми пишува. Меѓутоа, кога они слушнаа дека јас сум полнолетна, односно дека имам 28 години, ми рекоа дека законот во нашата држава не може, дека они ништо не можат да направат, бидејќи законот во нашата држава е само за малолетниците, за ваквите случаи. Од јавното обвинителство пак велат се уште трае предистражната постапка за претходната јавна соба, а за новата група тек ќе виделе дали ќе се отвори процес. Што се однесува до новата група со слична содржина, јавното обвинителство ги следи информациите и ќе постапи доколку бидат утврдени елементи на кривично дело. Инаку Telegram не е единствена апликација каде се злоупотребуваат експлицитни фотографии и видеа. Истиот случај како што објави Алфа пред една година го имаше и на сајтот volafel.org.